Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, Стефчо Екимовски, поранешен градоначелник на општина Карпош. Одиме веднаш со Сашо Клековски, директорот на Фондот за здравство. Вие побаравте да ги провери снимките, но тој вели дека не може, дека нема пристап до снимки на трговски центар, каде што велите дека сте го виделе, односно вашите извори, тоа сега и ќе го објасните кој навистина го видел, дека шета Сотир Лукровски, градоначалникот на општина Карпош, по трговски центри, и тоа е неговата шопинг терапија, дека измислува, дека практично лаже, дека е болен. Сега што ќе правите без докази? Не само што шета, туку шета со кеса од Зара, и тоа не еднаш, туку повеќе пати, и не само што е два пати виден во Ситимол, туку го гледаат неговите комшии во околните маркети, каде што живее како пазари. Тоа е јавна тајна. Сашо Клековски не упати да проверката ја направи работодавачот на Сотир Лукровски, а работодавачот негов е народот кој го бирал. Ама Сашо Клековски ги исплаќа парите за боледувањето и злоупотребата на боледувањето е кривично дело и тој може да се побара од истражните органи да ги проверат камерите и тие преку надлежниот орган што се вика обвинител ќе утврди, бидејќи ние сме јавни личности. Да бидеш избран на непосредни избори и потоа да лажираш боледување, а сите останати од кај тебе од партијата да те бранат е недозволиво. Ако некој сака тоа да го провери, тоа многу лесно ќе се провери. А зошто мислите дека сака? Кога сте од иста партија? Па да. Зошто мислам дека не сака? Мислам дека не сака затоа што на врвот на ова лажирање претпоставам дека стои премиерот и дека е ова земање принудно боледување е со посредство на председателот на владата, затоа што оставката која што им ја понудил господинот Сотир Лукровски во ниеден случај не им одговара политички на ВМРО ДПМН, особено откако доживеа целосен дебакал и доживеа, како да кажам, целосно се разобличија во фактот дека граѓаните на Карпош 35 години не им давале со право доверба, затоа што сега тоа си ставија и печат на тие 35 годишни одлуки на граѓаните на Карпош и практично тие се плашат од изборите, од ништо друго. Да. Добро, како ќе докажете дека станува збор за лажирање? Велите граѓани гледаат дека Лукровски оди низ шопинг центри и по маркети, но никој не ви доставува доказ, ниту вас, ниту на јавноста, конечно. Вака сега, за тоа постојат истражни органи. За тоа постојат многу истражни органи во оваа држава. Значи, ние имаме основно јавно обвинителство, можете да пријавите на организиран криминал. Обвинителството функционира и по допрен глас. Добро, и зошто не пријавите? Кога не функционира по допрен глас, очигледно можете да одите во обвинителство и да пријавите. Јас можам тоа уште утре да го сторам, меѓутоа сметам дека е премногу да се бара од мене таква работа, затоа што јас ова што граѓаните го гледаат и што ми информираат мене, јавно го кажувам, а натаму треба си ја превземе работата обвинителството. Ако тие мислат дека и тие треба на ова да премолчат, односно сите да бараат алиби, Клековски да вика јас не можам да проверувам камери, ама може да бара проверка на злоупотреба на боледување. А впрочем дијагнозата која што му ја пишува, таа е општо позната нивна дијагноза која ја користеа цело време додека беа под оној политички прогон, политичко-судско обвинителски прогон и која не сакаа додат на судови и така натаму, сите ја користеа таа една иста дијагноза. Така да таа им е партиска дијагноза. Несвестица со главоболка и така натаму, таа им е партиска дијагноза добро проверена. Да. Зошто не ви даваат докази граѓаните? Имате објаснување? Што граѓаните бараат и викат пред мене пројде. Добро, но мора доказ да се има. Авто, црни панталони, се движеше и пасте мангуп. Значи се движи горе од најгорниот кат, излегува во Ситимол на паркингот,
Сабајле во 10:30, кога смета дека има најмалку луѓе, а не влегува од главниот влез, влегува од горниот влез, сметајќи дека многу малку лица ќе го видат. Добро. Кои проекти ги има направено Сотир Лукровски? Тоа е клучното прашање. Вие во моментов немате ниту еден капитален проект што се работи во општина Карпош. Ни една улица, ни една канализација. Зошто имате објаснување? Немам. И што е најстрашно, сите тие се обезбедени средства од унгарскиот кредит, сите тие средства се направени проекти, распишана јавна набавка, избран најповолен понудувач, подпишани договори уште септември минатата година. Јас намерно не ги почнував за време на изборите, да не се рече дека еве користам во изборна кампања, надајќи се дека ќе победам или ако не победам доаѓа нормален човек после мене, што тоа треба да го продолжи. Од сето тоа можете да замислите само улица Руџер Бошковиќ и ова како се вика и Џумајска се направени, а има вкупно дали 9, дали 13 улици треба да се прави. Треба Март Вен во Влаје, треба во Бардовци да се прави една улица, треба подпорен зид и улица кај детска болница Козле, тој подпорниот зид тој ќе падне. Треба Козле 3 да се прави, Софиска улица треба да се прави и многу други. Градинка кај Канела во Козле, таа треба да се сруши, 64-та од дрво е таа од бараки е направена, значи таа требаше и таа да биде веќе пуштена во употреба и таа не е во употреба. Спортската сала е запрена повтор пат во основното училиште Димо Хаџидимов, а уопште не е почната спортската сала во основното училиште Братство. Тоа се крупни објекти од 5-6 милиона евра, што се многу значени за граѓаните. Што ќе стане со тие пари? Ако не ги искористат до крајот на годината, тие мора да се вратат и потоа овие ќе мора да дадат у затвор, затоа што тие пари исто како да си ги украл. Значи ти си имал обезбедено пари за тој проект. Сега не е исто да ги вратите. Потполно е исто. Си направил штета на органот кој го представуваш. Тој орган добил пари, ти од неразјаснети причини не си ги потрошил или не си се потрудил да ги потрошиш тие пари, исто како да ги украл или да ги проневерил тие милиони. Добро, сега го заминува Неделче Крстевски, Сотир Лукровски. Што велите, до кога ќе издржи Неделче Крстевски? Цел мандат? До кога ќе му нареди партијата? Сите они имаат толку. Ова не е законски. Лично они немаат издржливо, само партијата до колку ќе нареди, до толку ќе мора да издржува. И кој е планот на партијата? И практично ние се немаме Карпош не го води градоначелник, Карпош го води партијата. Таму е едно колективно тело од кој што имаме еден шеф на кабинет, па имаме некој главен за пиар и тој се меша во политиките на, имаме 20 адвокати кои ги преверуваат сите документи, па имаме 20 советници кои се со канцеларија таму и на тоа има уште еден кој супервајзер, може да замислите, и на тоа е уште Неделчо Крстевски. Сега може да замислите кој ја води, како викаат многу мајки, детето како било. И кој е лимитот за Неделче Крстевски? Сега не може партијата има некакви додека партијата каже, кога е ВМРО ДПМН, лимити. Кога е ВМРО ДПМН се е можно. Значи нивната бруталност е секогаш можна. Како што можеа изборите да ги проневерат во општина Карпош, така можат и како да кажам на еден недоличен, еден гангстерски начин да продолжат со своето владење, без да се срамат од она што го направија на граѓаните на Карпош. Можете да замислите што значи овие 7 месеца едноставно да хибернирате. И кога на тоа ќе ги додадете 3 месеци избори и предизбори, на тоа кога ќе додадете дека ќе мора да се распишат и нови избори, значи отидоа година и пол, 2 изгубени за граѓаните. А ако кон тоа го додадеме и оние 14 месеца додека бев јас градоначелник, кога ни беше блокирана сметката, и претходните 4 години кога имавме целосен застој, вие 6, 7, 8 години да им изгубите на граѓаните од нивниот живот е премногу. Добро. Велите се плаши Лукровски да продолжи да биде градоначелник? Не знам дали се плаши. Добро. Ги гледав предходните интервјуа, велите дека се плаши од подпис да даде на незаконски. Тоа го тврди неговата партија дека се плашила од подписа, јавно дека не ја тврди. Не тврди јавно неговата партија. Граѓаните се плашил не сакал да подпишува. Добро. Јас ќе ви кажам, како градоначелник сум бил 15,5 години градоначелник,
за да вие нешто подпишете, мора најмалку 20 или 30 пред вас да подпишат. Така да тие што подпишуваат се најмалку 20 пати постручни и повеќе познаваат материјата од вас и све што вие ќе подпишете, значи подпишувате нешто што го провериле. Филтри. Така да таа приказна не сакал да подпишува апсолутно не е тоа. Нити па има тоа нешто страшно што треба да се подпише, ако треба да добиете градежна дозвола. Имате маркица или немате? Ако имате маркица, ќе добиете градежна. Ако не може да добиете, дали ме разбирате? Ако сакате да купите земјиште, се може да се добие. Значи, се сеќавате на Данила Арсовска какви документи покажуваше во Чаир. За Дивоград избори. Па се едно. Во оваа земја постојано се кршат закони. Зошто сега во овој случај не би се кршале? Не може, ама видете. Тоа се Дивоград би и тоа треба да видиш, како да кажам, класичен гангстер. Нешто што е апсолутно спротивно на закон, ти да ставиш подпис и да го пуштиш да му пресметат комунали и така натаму, тоа треба да видиш далеко од умот. Добро. Мислам да знаеш дека тотално е нешто незаконски, значи нема маркица, нема урбанистички план, во државно земјиште, во Тремник се гради објект и ти да ставиш подпис, треба нешто, сепак мислам дека сепак со доктор треба да те гледаат. Добро. И што ќе се случи ако има избори, ВМРО пак ќе победи? Вие не знаете се уште дали ќе влезете на избори? ВМРО добро знае дека на швирцарски начин на овие избори победи и многу добро знае дека на нови избори во Карпуш ќе помине лошо, а и прават анкети. А зошто би знаеле? Затоа што прават анкети. Затоа што прават анкети. Но истото зашто ги обвинувате и сега може да го аплицираат за истите незаконски активности. Нивни лаги во изборите ги видовме за овие 7 месеца и Карпошени видоа дека овие луѓе се однесуваат крајно нерационално. Значи, покрај тоа што предложија претходно несоодветен градоначелник на Скопје, предложија градоначелник на Карпуш, значи Скопје и Карпуш не се играчка. Карпуш е една од најзначајните или најбитните општини во град Скопје. Вие Карпуш центар, евентуално аеродрома, кога го блокирате, вие практично Скопје сте го сакатиле. И на сето тоа да не знаете да се извините на граѓаните дека сте погрешиле и дека треба веднаш граѓаните да најдат решение, тоа да се оди на избори. Кој во оваа држава се извинил? Вие барем имате колку децениско искуство во политиката? Христијан се има извинето. Добро. Се има извинето за Данила Арсова. Претходно Љупчо Георгиевски се извинуваше за Борис Трајковски, така да имаат они имаат како и повторно победија, се едно што се извинија и затоа ве прашувам зошто пак не би победиле и утре да има избори. Не можат да победат затоа што и резултатите воопшто во градот Скопје и во државата им се многу лоши и затоа што во Карпуш живее средна и висока средна класа која што е интелектуална. Добро. Значи прилично интелектуална, така да добро можат да ги проценат работите кој е за градоначалничка функција, а кој не е. Која партија заслужува таа фотелја, а кој не ја заслужува, да си бара други општини, како да кажам, посоодветни за нивниот менталитет. Очигледно Карпуш не е соодветен за нивниот менталитет. Они се специјалисти како за Илинден, Петровац, такви Зелениково, такви насови. Карпуш очигледно е преголем товар за нив. Ќе одат на избори? Нема така да, ако човеков не се појавува на работа, не знае што ќе прават. Велите не се појавува на работа, но не знаете зошто? Или знаете? Заради тоа што велите не се плаши од ставање подпис? Дека не верувате? Сите информации што доаѓа изминативе 5-6 месеца до нас, уште после 20 дена од неговото работење, тој каже дека ова работа не е за мене. Дека тој сака да се замине. Сите негови блиски луѓе ги кажуваа овие информации и последните 5-6 дена дојдоа до мене информации дека барат решение, сотир сака да се замине и според нашите информации бил сериозен разговор меѓу председателот на владата и тука имало уште еден сведок на средбата во кој што е одлучено, не може да кажем сега кој бил следни, и другиот, и дека тогаш е одлучено за сега да се земе боледување
па како викаат они да хендлаат работата, да раководат со ситуацијата, кризен менеджер да убацат, кризниот менеджер им е Недолчо Крстевски. Не може да најдат подобар? Па, сега, очигледно, според нив, Недолчо е најдобар. Според вас, кој е најдобар? Според нас најдобро е да одиме на нови избори. И? Граѓаните се треба се кажат и граѓаните се одговорни за тоа кој ќе им ја води општината. Добро. Ние можеме да зборуваме дека лажирале, дека украле, дека платиле, дека правеле возови све, ама ако граѓаните искочат масовно излезат над 70%, ни лажирање, ни светолажирање ќе им помогне. Добро, зошто велите дека не знаете дека би се кандидирале за градоначалник, евентуално ако има избори? Сигурно дека во партијата се разговара за тоа и веќе имате план. Па тоа Вие сте сериозен политичар, со веќе кажав имате повеќе децениско искуство. Сериозен во тој контекст, во тој смисол. Тоа зависи од повеќе фактори. Добро. Пред се нормално во партијата, одлуката во партијата. Предпоставам дека партијата ќе ме подржи. Тоа кажав. Втората Сигурно работа, сте разговарале веќе за тоа. секако дека мораме да правиме анкети и анкетите ќе покажат дали вреди да се кандидираме или не. Односно, Немате анкети? Во моментов не. Зошто? Анкетите ќе кажат што Вие е најдобро кажавте за Карпош. на анкетите дека стои слабо Лукровски. Значи Да, таму тоа се нивни се анкети, покажува... до нас што допираат гласови, тоа се нивни анкети што тие ги прават и затоа ги одлагат изборите. Спротивно, ако тие се сигурни, одма ќе распишеа нови избори. А вие зошто не нарачувате анкети? Тоа не можам да разберам. Мора да знаете како Ќе стоите. имаме доста време од моментот кога ќе се евентуално ќе се одлучи да се оди на избор, ќе имаме доста време за да правиме анкети. Аха. И ќе ни требат повеќе анкети на една. Да, добро. Велите притисокот на јавноста ќе го натера Лукровски да се повлече сосема и Мицковски да разбере конечно Верувате, каква е секојдневно граѓани ситуацијата. каде ме се кај год да одам. Зошто тие граѓани молчат? Јавно, Па не говорат. мислам дека најнаш ги истурат компирите. На кој начин? Пред се на избори. Дали тоа ќе биде на локални предвремени или ќе биде на предвремени парламентарни, ќе си го платат данокот во Карпош, ќе го платат оно што го должат на карпошани. Карпошани секогаш имала вредни градоначалници и ова што сега го направи е апсолутно недозволиво, неодговорно, особено што штетата која што ја направи, ќе се направи во овој временски период, кој вие ќе ги паднете приходите, а потоа пак приходите пресметуваат врз основа на 3-годишните приходи наназад, тогаш значи автоматски вие ќе ја смалите буџетската перспектива на општината и за наредните години, а тоа значи наместо општината оваа година да се приближи до милиарда денари приходи, таа ќе се приближи кон 600 милиона денари приходи. Јас кога станав градоначалник 2021 имавме 400 и нешто милиони, ја вратив со 780 милиони. И ние сега требаше да се приближуваме кон милиарда, а ние ќе се вратиме кон 600 милиона и кога ќе се упросечи тоа, значи дека а платите растат, трошоците растат, тоа значи на крај ќе имаме само за плати, за струја, вода, бензин, интернет и за некој бомбонче во канцелариите. И Советот ќе молчи? Зашто не гледаме некакви реакции од Советот, сериозни реакции? Советот на општина Карпош. Нашата советничка група го постави прашањето, кај нив одговорот е исти, болен е, добро, ќе пројде и овој месец, ајде да видиме што ќе се случи. Не баравте боледување, да видите за што станува збор? Па јас знам за што станува збор. Не, освен што знаете Јас знам за што некаков знам и доказ. која е дијагнозата, се знам, мислам. Добро кажавте, шопинг терапија, но Да, терапијата ја знаеме и така натаму, во дијагнозата му стојат симптомите, нешто Па не е добро, не е дијагноза. лоша терапијата. Ако вие велите дека стомакот ве боли, тоа не е дијагноза, мора се постави дијагноза зошто ве боли Но стомакот. официјално треба Ако да ве боли прашате. главата, мора да се пише зошто ве боли, што е која е симптоматологијата на главата, дали е тоа мигрена, дали е не да боже тумор или нешто И зошто слично. не побарате официјално? Не верувам дека тоа ќе ни дадат официјално. Но треба да побарате. Ќе побараме. Да. Може лесно да се блокира Советот и општина Карпош? Може, затоа што сега еден советник стана градоначалник, заменик градоначалник,
автоматски тој нема право на гласање и ако останатиот дел од Советот одлучи да го блокира Советот, тогаш Советот ќе биде блокиран. Да, и што ќе се случи тогаш? Во тој случај ќе мора да се оди на предвремени и градоначалнички и советнички избори, комплетни избори во Карпуш. Но добро, ВМРО-ДПМ не може тоа да го изменаџира. Ќе го изменаџира, претпоставам, нема да иде на таков ризик, зашто знае дека ќе падне и со бројот на советници. Сите ги интересира онаа идеја за Скопје на вода. Имате ли некакви информации, че се реализирали? Видете, Милјана, значи, за да се направи Скопје на вода, треба временски период. Прво, тамо кај што сакаат да го прават, мора да се промени генералниот план. Тамо е спорт и рекреација. Ќе се промени? Во Но оваа треба држава најмалку многу... минимум 2 години. Па добро, лесно може од 2 години на 2 месеци да стане. Откако ќе се направи таа измена, постоја треба да се прават детални урбанистички планови и за тоа треба минимум 2 години, така да тие немаат време за тоа. Но, кога знаеме дека имаме работа со вакви колбојци, како што е Александар Николовски, го видовте, искочи и сега они урбанистички планови ќе можеле они директно да одобруваат за дата центри и така натаму. Нема проблем. Сите ние ќе стоиме у ред за урбанистички планови и ќе чекаме да ни се вцрта маркица за да можеме да си направиме куќа, ама за неговите пријатели што ќе правеле дата центри тие по приоритет. Па значи ова може да биде приоритет според вашата значи, логика. Во ова легална уставна процедура, тоа не е можно. Ама затоа во оваа држава постои уставен суд. Значи не може едни граѓани за една иста работа да одат по една процедура, а други граѓани да одат по сосема друга процедура. И во тој случај, ако тоа се случи, тоа значи дека Уставниот суд ќе треба да реагира и евентуално таков закон и да... Па дали верувам во Уставниот суд? Во независноста? Па јас се надевам дека во таква ситуација ќе се одвржи Уставниот суд, бидејќи тоа е сепак крупна работа. Добро. Имате ли објаснување кој е проблемот со ѓубрето во Скопје? Имам. Системот. И како да се реши? Системот. Добро. Системот е гломазен, едно предпријатие за цело Скопје, внатре постојат кланови на цели фамилии од 30 па и кусур луѓе, има луѓе кои што не одат на работа, земат плата, впрочем тоа го знаете дека 72 колку беше тамо години, 15 години не доаѓале на работа, земале плати, згоре на тоа се водели како да се трета смена. Следната работа, тоа предпријатие мора да се подели по општините и комунална хигиена и паркови зеленило. Секоја општина колку ќе си плаќа за собирање на сметот и на зеленилото, толку ќе има и услуги. Во моментов Карпуш е најголем платиша, значи процентот на наплата е над 85% и заслужува да има најчиста општина и да има најокосена и најполеена трева. Да, зашто ова претходно не беше решено? Впрочем, ако се сеќавате, во 2024 година ние се собравме во Кисела вода, кај тогашниот председател на ЗЕЛС, господин Торце Георгиевски, и му дадовме подршка овие предпријатија да се поделат, зашто така не може да функционираат. Значи, ние за хигиената во Скопје зборуваме за нечисто и помалку нечисто, но никогаш за чисто Скопје. Никогаш. Тоа јасно кажува дека системот не може вака да функционира. Тие предпријатија се пренатупани со администрација, тие предпријатија се пренатрупани со несоодветен кадар, таму имаме сериозни злоупотреби и на јавни набавки, на сите ингеренции, значи се работи за апсолутно нерационално предпријатие, кога нив ќе ги разделиме по општини, а што е проблемот? Што има врска градот Скопје со хигиената во Карпуш, да ме каже? А згоре на тоа, сите општини ние плаќаме луѓе што чистат и плаќаме луѓе што ја косат тревата. Значи, плаќаме за работа што не е наша надлежност, таа е комплетна надлежност за град Скопје. За оно што се фалеше дека за 72 часа тој ќе го очистал Скопје. Јас однапред знаев дека тоа е невозможна мисија. А јас гарантирам, ако парите си дојдат во Карпуш, дека што е проблем? 2 пати дневно ќе ги чистиме контейнерите, 3 пати неделно ќе ги собираме кантот, како може? Па и тоа и сега може да се изреализира. Не може да се, нема толку пари, возилата им се стари, нема толку средства и завршена работа. Добро, на крај сме. Што велите за фронтот на СДСМ, дека многу партии мали ќе влезат во тој фронт, невладини организации? Бе поканиле ли?
По мене добро е да се окрупни опозицијата. Добро е да се окрупни опозицијата. Имаме разговори, но не сме одлучиле за ова. Зошто не одлучувате? Велите дека е сериозна партијата, велите дека сте сериозен политичар. Зошто за сите овие теми не разговарате? Ако сме сериозни, нема како викаат тоа на ум, што на ум, тоа на друг. Значи, сепак мора да размислиме за таа работа. Мора сериозно да видиме на која платформа ќе се обединуваме, кои се нашите цели, што тоа ќе им понудиме на граѓаните, кои измери во начинот на водење на политиката. Јас однапред сакам да кажам дека во ниеден случај никогаш нема да поддржувам популистичка политика. Политика која на краток рок дава резултати, на долг рок прави несреќа за државата, нема да поддржам и ниту ќе бидам на ниеден таков сојуз член. И јас сум политичар кој сакам реал политика. Значи, се што ќе кажеме да биде реално остварливо и да не се трудиме да го лажеме народот. Лажењето на народот, дека ќе го смени некој името, дека ќе го поништи бугарскиот договор, еве сега доаѓа на наплата. Добро, дали не иде да се лаже. Ќе си кажеш поштено. А јас уште додека не беа парламентарните избори, ако ние го поништиме ова што е усвоено во Преспанскиот договор, ние ќе добиеме санкции и затоа со таа работа више треба се, како се вика, да завршиме со тоа прашање, а тогаш нормално, тогаш ќе скокнат тие истите што викаат дека ќе го поништувале, ме критикуваа, ме плука и така натаму, а сега викаат кога ние сме рекле таква работа дека ќе направиме. Се колнеа дека нема ни да го споменат името Северна и така натаму. Значи, лагата по мене е најлошото нешто во политиката. Дали сте и за референдум? Знаете што? Добро. Едно прашање е нешто да ветите, а да не можете да исполните. Има разни околности. Светска криза, војна, немате буџетски пари, се случиле поплави, несреќи, елементарни непогоди. Значи, разни причини има, ексцесни, екстерни фактори. Ама, чиста лага да кажете, таа работа зависи од тебе. Ако сакаш тој да го поништуваш, ќе го ставиш пред собрание, ќе си го поништиш. Значи, лажењето е едно, а неисполнување е нешто сосема друго кое што зависи од повеќе фактори. Дали сте за референдум за името, идејата на Венко Филипчиќ? За името? Да. Се извинувам за бугарскиот спор. За бугарскиот договор, мислите? Да. Тоа е спор. Да. Јас сум за референдум да користиме за многу прашања. За започнување на преговори на Европската унија. Јас сум многу почесто да користиме референдум. И во секој 4-годишен мандат да има еднаш, два пати референдумски прашања на кои што за клучни прашања ќе се изјаснуваат граѓаните. И за бугарскиот, за францускиот се што е клучно, од клучен овакво клучно значење за граѓаните на Македонија, исто мислам дека треба да оди на референдум. Да. Добро. Ама тој да не биде консултативен. И за Европската унија. И за Европската унија треба за све да се одиме на референдум. Како ќе се реши народот? Така. Ако интелектуалците сметат дека треба да седат дома, кој ќе има референдум и да им одлучат оние што седат пред кооперација, сечат кам салама со, как се вика, со вегета и со пивце, ако тие треба да бидат побројни и така натаму, интелектуалците мислат дека треба да седат дома, да одлучуваат тие што со политика се бават само кога се под дејство на алкохол, тогаш така и таму и ќе оди државата, нема од тоа да се бега. Како мисли народот, каков народ ќе имаме, таква држава ќе имаме. Добро, и какво треба да биде прашањето за Европската унија, за референдумското прашање? Веројатно треба да каже тој што го предлага. Како треба да биде според вас, како вие би го составиле? Не сум размислувал, искам да бидам. Треба ли да биде ставен бугарскиот спор, македонскиот идентитет во тоа прашање? Знаете што? Јас се сложувам со тоа дека ова не е последна точка со која што ние разговараме со бугарите само за промена на уставот, дека има уште работи за кои што ќе се разговара и дека тие ќе имаат дополнителни барања. Но мислам дека е поштено да седнеме и да разговараме. Мислам дека треба да побараме и меѓународна помош и треба да се стават сите прашања на маса и да ги решаваме дел по дел тие прашања. Моето мислење е дека оние историски прашања, каде што имаме спорови, каде што
тврдат за одредени историски личности дека тие се бугари по род, се изјаснувале како бугари така натаму, треба сериозно да седнеме и да размислиме како понатака. Па добро, за тоа има историска комисија конечно. Да, има историска комисија, меѓутоа и ќе кажам, ако некој повеќе пати се изјаснувал дека е бугарин, кое право имам јас да го правам дека е македонец? Ако тој повеќе, ако некој од историските личности. На Гоце Делчев мислите? Не кажувам ни за Гоце ни за било кога. Ако некој повеќе има документи повеќе пати дека се изјаснувал како бугарин, зошто би требало јас да го правам македонец? Не, кои се тие историски личности? Има, значи вадат документи кои како си. Затоа што има и се колебале, во тоа биле такви периоди конечно. Знаете што, нашиот одговор е треба да видиме во кој контекст тоа го сето тоа во ред. Да, се декларира. Меѓутоа фактот е дека и ние се наоѓаме во незгоден контекст. Што тоа значи? Значи прашањето за влез во Европска унија не е наше прашање. Тоа е геополитичко прашање. Не влегувањето на Македонија во Европска унија, а влегувањето на Албанија, тоа ќе создаде сериозни проблеми. Мола? И Црна Гора. Црна Гора не ни е нас проблем, Албанија ќе ни создаде сериозен проблем. Зошто би создале проблем? Затоа Вие гледате албанските политички партии сега во власта молчат. А велеа дека ќе излезат после не знам кој период од Затоа што влада. албанците во Македонија ќе кажат дека сакат да бидат европски Па и граѓани. сега велеа пред изборите и се уште декларативно велат и ништо не прават. Говорам за албанските Ама тогаш ќе политички има некој што веќе направил, тоа ќе биде Албанија. И тогаш ќе почнат повторно оние, како да кажем, иридентистички аспирации да се креваат во Македонија. А на тоа ќе немаме ние одговор, ниту сме доволно силни да тоа го спречиме или било што се случи. Добро, благодарам што бевте гостин. Благодарам што не гледавте. Пријатно.